На полноќ започна изборната кампања и ќе трае 20 дена, односно до 17 октомври на полноќ, пошто настапува 24-часовен молк пред изборите на 19 октомври. Вториот круг на изборите ќе се одржи 2 недели подоцна. Во Куманово ќе се гласа за 7 кандидати за градоначалник и 14 листи за советници. Кандидати за градоначалник се Максим Димитриевски од Движењето Знам, Мартин Костовски од коалицијата на СДСМ, Мирослав Петковиќ од Левица, Селве Рајдини од ДУИ, Виолета Арсовска од ЛДП и Артен Етеми од ВЛЕН. Независен кандидат е Горан Стојковски Диро. Кандидатот за градоначалник на општина Куманово на Движењето Знам за наша Македонија Максим Димитриевски денеска од градскиот плоштад ја отпочна кампањата за претстојните локални избори. Куманово мора да биде нов регионален центар и движечка економска сила на овој дел на Балканот, порача Димитриевски. Ние од Знам излегуваме со потврдени резултати во континуитет над 800 реализирани проекти во изминатите 8 години, многу изградени улици, фекална атмосферска канализација, водоводни мрежи, бекатонирање во село, град, населени места, капитални проекти, поголем број на училишни спортски сали, над 19 спортски игралишта, реконструкција во половина од основните и средните училишти кои што не беа чепнати со децении и секако на што посебно сме горди, тоа е нешто што не го ветиме во минатиот мандат, а го реализираме, бесплатниот автобуски превоз кој што е субвенциониран, е бесплатен и достапен на сите граѓани и сме единствени во Македонија. Почитувани граѓани, Куманово заслужува да продолжи. Куманово знае, но и Македонија знае дека е потребен континуитет. Ние пред граѓаните ќе излеземе со реално остварлива програма, но дополнително, за разлика од останатите, ќе го покажеме и што тоа всушност го работеме во изминатите 8 години. Куманово заслужува да биде нов регионален центар на Балканот, во кој што покрај локалната ќе се развива и регионалната економија, ќе се зголемуваат бројот на работните места во градот, ќе имаме и домашни, но и странски инвестиции. Куманово мора да биде нов регионален центар и движечка економска сила на овој дел на Балканот, а не само во Македонија. Постојат такви можности и потенцијали и веќе во моментов се работи на тоа, бидејќи се потврдени голем број на инвестиции кои што се инвестираат во градот. Тргнувајќи од инвестицијата на Lidl, која што е веќе над 108 милиони евра, дополнително други компании како Armos Plus, Drexler Meyer и домашни компании и стопанственици кои што реинвестираат во нашиот град. Со пресконференција символично кај најпознатото кумановско обележје, независниот кандидат за градоначалник Горан Стојковски Диро ја започна изборната кампања. Пораката која ја испраќаме е многу јасна. На Куманово му треба енергија, ред и просперитет, истакна Стојковски. Собрани сме денеска пред Тумба и 4 бандери и фонтаната. Не е ова место случајно изберено. Тумба е символ на нова енергија, символ на модернизација и уредност. Пораката е многу јасна. На Куманово му е потребна нова енергија, ред и просперитет. 4 бандери кои што се извишуваат на тумбата во стариот центар на Куманово биле символ за место каде што се одвива трговија, место каде што се стекнуваат нови пријателства, место каде што имаме нови идеи и нови почетоци. Тумба е символ и на нашата визија за заедништво и за заеднички живот. Зошто го потенцирам моментот за сплотеност и заеднички живот? На 3 ноември Куманово ќе има нов градоначалник, но мора да ги задржиме старите пријателства, да изградиме нови и да живееме со нашите комшии. Најавуваат многу победнички листи и многу победи. Може да победи само Куманово и може да победат само граѓаните на Куманово. Да не дозволиме со наша реторика да ги нарушиме
да го нарушиме нашиот секојдневен живот и меѓунационалните односи. Фонтаната е символ на нов почеток, на живот, на чистина, на енергија. Од ова место ветуваме нова сила и нова надеж за Куманово. Опцијата Ред за Куманово на 3 ноември веќе не е можност, него е единствена опција која ќе покаже како се работи и како се решаваат проблемите во општина Куманово. Сите не прашуваат што е ред. Многу едноставно. Ред е решенија, конкретни, спроведливи, реални, не Потемкинови села и Ајфелови кули. Ред е експедитивност, брзо решавање, брзо реакција, без чекање, без одолговлекување. Зборот наш кумановски со кој што секојдневно се соочуваат граѓаните не го бива, веќе не постои. Демократската партија на србите во Македонија ја промовираше листата на кандидати за советници во Советот на општина Куманово. И моја идеја да се власт у Куманово не фокусира само на градоначалника, него да саветници преузму свој дел одговорности. Наша идеја да имаме доволен број саветника, да будучи градоначалника, когото он био, на некој начин не приморама, него договорот со ним да почнеме да реализуваме проекте за кои сме ми заинтересовани. Јас сам сад скоро док сме припремали Матејче и обележавање Мале Богородице, пар пута ишao до манастира и могу да вам кажа нешто, кад кренете овде да излезу из Куманова према Липково, могу да кажам да што путеви неверојатно добро направljeni. Страшно нешто. А када кренете према Тромеѓи или када кренете према неким од наших села во околини Куманова, поломиќите возила. Едноставно идеја е да со тим саветницима кои будемо добили, ако будемо добили, да едноставно средства преусмеримо тамо где треба да иду, а тоа е углавном да се и од нашим срединама води рачун. Зашто ово говорим? Затоа што сме имали у прошлом периоду општинску власт кој сме чинили коалиционо, могу да кажам нешто самостално и коалиционо не исто, и да е, например, Влен као партија почео со 3 саветника у градот, каснije наставио со 2, ali su dobili trećinu resursa u Kumanovu. I pa sad vi razmislite da li mi treba da dobijemo 2-3 više, pa da resurse usmerimo malo prema našim sredinama, ili tam to nije potrebno. Ako misli da to nije potrebno, ja tu ne mogu da pomognem ništa. Jedina pomoć je da sami sebi pomognemo, da imamo dovoljno broj savjetnika, da možemo da realizujemo projekte u našim sredinama. Poenta cele priče jeste da vratimo dostojanstvo. Општинската организација на СДСМ вечерва официјално ќе ги представи кандидатот за градоначалник на општина Куманово Мартин Кустовски и листата на кандидати за советници и коалицијата. Носител е Томица Илиќ. Во вчерашната централна конвенција на СДСМ, чест и задоволство ми е да ве поканам на конвенцијата на општинска организација СДСМ Куманово, на која официјално ќе ги представиме кандидатот за градоначалник Мартин Костовски и листата на советници на СДСМ и коалицијата, предводени од мене, Томица Илиќ како носител на истата. Овој настан представува почеток на кампањата за овие локални избори и е значаен чекор во градењето на една нова, одговорна и транспарентна локална власт. Нашиот тим е составен од луѓе со интегритет и силна волја да работат за подобар живот на сите жители на нашиот град. Ве покануваме вечерва во салата на поранешен комитет со почеток од 20 часот, каде сите ќе имате можност да се запознаете со нашата изборна програма, со чината од реални и остварливи проекти, како и решенијата што ги нудиме за најважните предизвици со кои се соочуваме. Почитувани, СДСМ е партија на своите граѓани, на своите поддржувачи, луѓе кои во тешките моменти секогаш биле на вистинската страна. Ве повикуваме сите заедно да упатиме силна порака од Куманово, дека ќе се бориме за нашиот дом и дека сепак најдоброто доаѓа од СДСМ.
Во организација на Пчеларското здружение Пчела од Куманово неделава ќе се одржи 25-тата саемска манифестација Денови на мед. Колку пчелари ќе изложат мед и други пчелни производи на штандовите на градскиот плоштад? Каква беше пчеларската сезона годинава? Како граѓаните да препознаат лажен или фалсификуван мед? Ке слушнете од разговорот со Бобан Стошевски, председател на Пчеларското здружение Пчела, и Горан Митевски, член и поранешен председател на здружението. Целосното интервју со Стошевски и Митевски повестите во 18 часот. Денови на мед во Куманово ќе се одржат по 25 пат поред. Тоа се традиционални денови на мед кои се одржуваат секој прв викенд во октомври. Значи на 2, 3 и 4 октомври 2025 година на градскиот плоштад ќе се одржат 25 веќе јубиларни денови по мед, денови на мед, каде што ќе имаме и рекорден број на изложувачи како од Куманово, така и од Републиката. Имаме сигурни учесници од Скопје, од Штип, од Радовиш, од Кратово, уште мислам дека ќе имаме и од Пробишти и од Битола. Целта на нашите денови на мед, манифестацијата е со изложбено продолжен карактер, но продолжбата е во втор план. Побитно е нашите сограѓани, нашите граѓани да ги запознаат своите локални пчелари, од кои можат со сигурност да гарантираме како здружение дека ќе земат квалитетен мед и останати пчелни производи. Шеќерот е 50 денари, а медот е 600 денари. Значи, што ми има толку голема разлика, има простор за бизнис. И тоа го прават, и тоа мајсторски го прават. Значи, од шеќер, значи, со посебни машини, инвертери кои што ги прават, нели, го инвертираат шеќерот, прават. И, за жал, ние пчеларите, доста луѓе ме прашуваат, нели, како ти, дали ти можеш. Не се напаѓам на таква работа, затоа што јас не сум нити стручен, нити може од око да се препознае дали природен или е вештачки мед. Не е вештачки мед, него сладок производ од шеќер, нели, кој што личи на мед и кој што има вкус. Не може затоа што не може да се препознае затоа што тие фалсификаторите ставаат такви ароми да за обичен човек ќе биде уште повкусно ќе му биде и поубав мирис, ако биде мед, например, ќе го крсти од мандарина, од портокал. Неверојатно убаво и вкусно јадење, меѓутоа нема врска со правиот мед.